Кумановските компании се соочуваат со недостиг на квалификувана работна сила, иако последниве години е зголемен бројот на ученици во средните стручни училишта и дуалните паралелки. Истакнаа на социјалниот диалог Учи паметно, работи стручно, кој го организираше Министерството за образование и наука заедно со секторот за образование во Куманово. Министерот Шакири вели дека има интерес за соработка со компаниите, како влада посочи ќе ги разгледаат можностите за пакет мерки со кои ќе се стимулираат компаниите кои ќе вработат стручен кадар. Вака со социјален диалог ние ќе ги посетуваме сите општини каде што денеска е прилика да слушаме од компаниите, да слушаме од локалните самоуправи, од една од поважните проблеми што ги знаеме во општеството, за тоа дека немаме подготвен стручен кадар што ќе биде подготвен за приватниот сектор и преку овие социјални диалози ние ќе видиме што е потребата на пазарот и што потреба имаме понатака. Но не треба да застануваме тука. Ова е четврта година, мислам, поред и како добар показател на тоа е дека што имаме повеќе бројки на запишани ученици во стручното образование и во дуалните паралелки, но исто така и бројот на компаниите, како што поминува времето и бројот на компаниите е двојно повеќе од претходната година. Но ние како влада ќе ги разгледуваме сите можности да видиме во дел на изработка на добри и ефикасни економски пакет мерки, каде во тие пакет мерки ќе ги стимулираме компаниите што ќе работуваат од овој стручен кадар кој завршува во стручните училишта, во тие пакет мерки да имат ослободување од некој или олеснување за некои компании за да можат што повеќе да вработат, но исто така и во делот на Законот за стручно образование ме радува фактот што конечно после еден долг период, една година дискусии за Законот за средно и средно стручно, двата закони ќе бидат предложени во влада и после тогаш во собрание за овие работи што ги кажуваме овде да бидат конкретно и со закони средени. Во Куманово недостигаат занаетчи од повеќе профили. Според градоначалникот Димитриевски, важно е да се доквалификува работната сила, учениците да се подготват и за високо образование, но и по завршување на средното да бидат работоспособни. Недостасуваат сите оние занаетчиски работи, бидејќи со оведување на средното образование како задолжително замреа занаетите, првенствено металната индустрија, металургијата, заварувачи, брусачи, друг тип на едуциран кадар во делот на занаетчиските работи. Знаете дека Куманово е сепак град на металургија, тука е најголемата фабрика за производство на заварени цевки и профили, дополнително профункционира и фабриката Искра за изработка на челични конструкции, така да имаме и голем број на други инвеститори, конкретно последниот инвеститор од Грција кој што работи префабрикувани бетонски елементи, кој што се соочиме, имаме проблем да најдеме 25 општи работници за плата од над 400 евра. Во биро за вработување имаме во евиденција над 9000 невработени лица, а за жал мал интерес за работа. Сите некако сакаат да работат во државните институции, државните органи. Ќе мораме да направиме доквалификација на нашата работна сила во градот и сето она што го произведуваме како работен кадар и да се подготвува за највисоко ниво на образование, но сепак е да биде работно способно од моментот кога ќе заврши следно училиште. Кампањата Учи паметно, работи стручно е поддржана од Стопанската комора и од амбасадата на Швајцарија.